Во најскоро време во селото Цапари Битолско треба да започне изградбата на трикотажна фабрика, поточно речено на погон, на фабриката Пелистер од Битола. Ова ќе биде прв дислоциран погон индустријски во едно битолско село. Меѓутоа, изградбата на новиот погон во Цапари посебно го привлекува вниманието по начинот како се остварува оваа идеја. Погонот се гради благодарение на штедните влогови кои што жителите од ова село ги орочуваат во филијалата на Стопанската банка во Битола. Банката од своја страна на трикотажата Пелистер и одобрува кредити за изградба на погонот во Цапари. Значи, станува збор за спроведување на една мощна оригинална идеја, родена во дискусиите пред местното население во село Цапари, а прифатена од банката и спроведувана од фабриката Пелистер. Јас сум Ѓорѓи Шикановски, председател на местната организација на Социјалистичкиот сојуз во Цапари. Како се роди идејата за формирање на погон во вашето село? Идејата за формирање на погон, текстилни погон во нашето село се роди на тој начин што невработеноста во нашето село влијае се повеќе и од кај таја причина ние пристапиме, баравме со соодветни органи од општината, од фабриката на Пелистер, се консултираме и така испадна да ова идеја се оствари во догледно време, да се изгради еден погон од текстилната индустрија на фабриката Пелистер во Цапари. Би можел да кажем дека Цапари сепак, ако е село, живе градски живот. Колку проблемот на вработување е присутен во вашето село? Цапари како село навистина живеет чисто еден градски и индустријски живот и Цапари денес, како што напомнав, дека има еден добар дел граѓани невработени, може да се речи околу 250 па до 300 се граѓани кои не се во работа денес. И од таа причина навистина потребно е да се изгради ваков погон, а селото наше завземат, односно има околу 1800 граѓани. Колку луѓе се на печалба? Денес на печалба може сигурно има околу 5000 наши граѓани на печалба, повеќето во Аустралија, во Америка, Јужна Америка, мал дел во европските земји. Какви се врските со родното село? Пишуваат ли, сакаат да се вратат? Врските нивни со родното место секој ден се поголеми, поинтересни, нарочито посебно место завземат ова време кога покренаме на ваква иницијатива за изградба на погонот. Дури имаме стални писма, имаме и пари кои урочваат и прашуваат, значи често пати дали е потребно уште да се уложат пари во банката за изградба на погонот. Јас се викам Саздан Саздановски од село Цапари, председател сум на местна заедница од преди 2 години и сега во село наше, како што знаете вие, активно е, имаме сите награди за учество, самоволна работа, нали, која е со доброволна работа, изградихме водовод, пат и сега ево и фабрика. Тоа ни потикна нас, пошто имаме доста луѓе невработени во странство. Исто и мои имаме 4 во странство кои сакат да се вратат и тоа ме потикна да најме работа на нашите деца, да може да се запосле во таа фабрика. Дали на фабриката им поставувате посебни услови за место, за локација и така натаму? Во фабриката посебни услови му дадовме околу 6 хектари земјиште, кое селаните доброволно го прифатија да му дајме земјиште за изградба на фабриката. Исто и вода, имаме и 500 милиони динари на наше учество на селаните кои штедеа во банката, валута и наши средства динари. Остварувањето на идејата за изградба на погон во Цапари е постојана тема во разговорот на луѓето од ова место.
Сите структури пристапија со полна сериозност и одговорност. Цапари, кој инеку се наоѓа во пазовите на Пелистер, на 15 на километри оддалеченост од Битола, мометно има околу 1800 жители. Печалбарството од жителите на ова село било прифатено од памтивек. Напуштените куќи не се реткост во оваа село. Оние што се тука главно се занимаваат со градинарство. Околу 40 луѓе работаат во стопанството овоштар, 20 во шумското стопанство од кажани, а исто толку во училиштето, амбулантата и поштата во селото. Ги има и такви кои работаат во Битола и секојдневно се враќаат во селото. Сето ова го наведуваме за да се свати зошто луѓето веднаш ја прифатија акцијата за штедење, за орочување на средства за изградба на погон. Трпезановски Ѓорѓи, се викам од село Цапари сум, како жител и бев во странство неколку години, кој ето мачно и судно го поминав таму како самец и така што мислев за нашиот крај, се врати во нашиот крај и ова го примив сега со ова банката кога нас ни постави такви прашања, значи дали ние ќе вложиме овие нашите средства за изградбата на овој погон, фабриката во село Цапари, ние го прифатиме со многу задоволство и за најскоро време ние значи тоа го сториме во рок предвиден, што треба да се предвиди. Имате ли некој свој проблем да вработите, имате ли нешто да вработите? Јас не мислев лично на мој проблем. Јас сум задоволен онака што лично другарите мои и личните значи примања што ќе бидат поголеми на селото, ќе се изгради селото, може да се прошири селото. Значи за тоа сум поќе задоволен. Личниот мој проблем е, мислам, па и тоа може да ми послужи. Имам една ќерка ми е во Канада, таму може да се врати назад. Па може понатаму да се вработа во секој случај, да. Нашето име е Станиновски Вангел, роден во село Цапари. Како жителите од Цапари ја прифатија акцијата за штедење? Жителите од Цапари може да рече ја прифатија со првите моменти добро, онака прифатија скоро сите акцијата за штедење, значи за фабриката, како за урочвање на парите, значи за 5 години. Да, за кај банката, не? Кај банката, да. Добро, што мислите, што е пресудно за така големиот интерес на луѓето? Дали е тоа печалбарството, затоа што секој помалку бил на печалба и... Па, тоа не може нешто како да ви рече, тоа сигурно во колку се може да се направи тоа, да се обезбеди работа, значи например во нашето село е многу добро печалбарството е кој не бил на печалба, тој ништо не знае што се вика. Вие сте биле? Сум бил скоро 10 години. Каде бевте? Во Австралија. Беше ли тешко таму? Па тешко е сигурно, одделен од фамилија, јазик не знае човек, значи како прелетам, да може човек на ваков начин, значи да се обезбеди работа, да може да живее во своето место е многу подобро отколку во странство да оди. Насте Василев Настески, од село Цапари. А како жителите од селото ја прифатија акцијата за штедење? Со голема желба сите сет за да се напред што се може побрзо и порно. А заштедивте ли доволно средства? Заштедиме горе-долу колку се можеме заштедиме и пак бева што се може ќе штедиме уште. Вие лично имате заштедено? Имам. Имате ли некој за вработување од фамилијата или? Сега во моментот не, ама имам Лучија и Сна, може да се запослат, значи. Имам. Во овој објект сигурно нема да биде последен, а? Мислите ли дека нема да биде последен? Сигурно нема да биде последен, ќе се продолжават, ќе се онегат. Имаме намерение со децата, Лучија, да работат, да се запослат. И пишеме писмо во сите држави, кај што имаме наши луѓе, се похвалиме дека се гради во селото наша фабрика, ќе се гради и со сите со голема желба да дојдат, да се запослат туа и да си живеат во родното место. Текстилната фабрика Пелистер, согледувајќи го вака големиот интерес на жителите од Цапари, ја прифати идејата. Слушност, изградбата на ваков капацитет беше зацртан во развојот на колективот. Се бараше само начин и можност за спроведување на овој запад. Другар Манговски,
Каков објект ќе гради фабриката Пелистер во селото Цапари? Нашата организација на Здружен труд во состав на Здружената организација Макотекс извоз увоз Скопје во село Цапари ќе гради еден дисперзиран погон од своите погони кои ги има во оваа организација, а се работи за свила, памук и синтетика. Овој погон кој ќе се гради во село Цапари ќе зафаќа простор од околу 3000 квадратни метри со другите објекти кои ќе го пратат како пареја, водовод, канализација. Ќе вработува околу 160 работници во разни профили и занимања, од кои 70% ќе бидат женска работна рака, а ќе производи околу 300 тони производство во свила, синтетика и полиестер. Предпоставка за добивање на кредитот или предуслов, да кажам, беше штедењето на жителите од селото. Под какви услови вашата фабрика ги добива кредитите од банката? Уште кога замисливме да го дисперзираме овој наш погон во едно од околните места на градот, размислувавме и на начинот и патот по кој ќе им придиме кон банкиве за добивање на средства за градба. Нашата замисла беше тоа поврзување меѓу нашиот работник штедач, тие своји слободни средства го има, да ги употреби во една основна намена, односно своја екзистенција во понатамошниот живот. Таквата екзистенција ја најдовме во ова село по пат на орочување на своите слободни средства во Стопанската банка филијала Битола, каде ова население орочи преку 500 милиони стари динари и банката со населението се јавува од една страна, а пак работната организација, банката и населението од ова село од друга страна. Ова го сторивме од еден објективен разлог, што на нашиот систем не е својствено акционирање на средства, односно директно учество на самите индивидуалци во една работна организација со своји средства. Но, ништо не е изгубено и натаму тој работник, односно штедач, има полно право да се интересира за вложениот свој капитал. Паралелно со градбата на фабриката, во Заводот за вработување во Битола ќе биде организиран курс за стручно оспособување на идните работници. Изборот на првите кандидати е веќе направен. Ве молам вашето име? Јас се викам Калинова Лена, иначе сум од село Цапари. Има ли доста машини во вашето село? Па скоро секоја куќа има машина во нашето село. Вие сте една од кандидатките кои што треба да бидат вработени во новиот погон на фабриката Пелистер. Дали сте среќни? Па се разбира дека сум среќна, пошто по завршувањето на 8 оделение ние младите нема кај да дојме, не знаеме како да го решиме животното прашање, па затоа се надеваме дека многу ќе ни биде полесно сега, пошто има кај да се запослиме. А каде одеа досега младите? Па некој одеа на училиште, некој во странство, а појките во странство одеа. Особено е проблем за женската работна сила, односно за девојките, не? Па се разбира, девојките ние кои што не сме ни во странство, ни на училиште, сме завршиле по некој курс за шиње, па вака дома работаме нешто колку за нас, иначе не сме никаде вработени, па многу е тежок проблемот за вработувањето. А сега сме многу среќни што баш во нашето село возможеле да се изгради еден ваков погон, во кој што ќе се запослиме ние. Дали вие би штеделе да се вработаат други? Па се разбира дека би не штеделе ние, ако не јас, поготово моите родители. Се викам Колкоњова Лена и сум од село Цапари. Вие сте една од кандидатките за вработување. Кога треба да го посетувате курсот? Курсот треба да го посетуваме во јули, сега ова година. А дали сте среќни што еве вака ќе ви се реши проблемот? Па среќни сме зашто немаме работа. Колку девојки ќе одите прво на курс? Па не се знае, има многу младенки. Има ли некој од вашата фамилија што штеди? Не, нема.
Немаме што штеди. Практично жителите од селово го решават и вашиот Жители- проблем, не? Да, жителите го решаваат проблем. И нема да се оди во странство. Нема за сега не. Чувствуваме дека во емисијава не е потребно да даваме посебни заклучоци за оваа акција. Тие се очигледни. Можности за ублажување на безработноста, за спречување на миграцијата, за ублажување на печалбарството, постојат и ги има. Потребна е волја и поголемо умење тие можности